Господине Бейкер, до кој стадиум се работите за изградба на рудникот за бакар и злато кај населените места Иловица и Штука? И што покажа истражувањата до сега? Има ли исплатливо количество на руда? Со задоволство може да изјавиме дека развојот на проектот во моментов е според предвидениот распоред. Ја завршивме студијата за изводливост при крајот на 2015 година. Истата покажа дека проектот е технички и економски изводлив. Тоа значи дека рудникот може да работи приближно 20 години и ќе се ископуваат околу 10 милиони тони руда годишно. Очекуваме да постигнеме 90% искористување на суровините со што ќе добиеме годишно производство од 85.000 унци злато и 16.000 тони бакар. За да може да го постигнеме тоа, компанијата треба да инвестира околу 450 милиони американски долари за изградба на рудникот. Колку како компанија, како Euromax, ставате акцента на заштита на животната средина и почитување на екостандардите при работата на овој рудник? Euromax are a responsible company. So all the activities we undertake. Euromax е одговорна компанија и тоа значи дека сите проектни активности се изведуваат во согласност со највисоките стандарди при исполнување на барањата според македонските закони, меѓународните насоки и најдобрите практики во индустријата. Заштитата на животната средина ја имаме како сериозна обврска. Во текот на неколку години изведуваме научна работа на терен за евидентирање на информации за постојните услови. Таквите истражувања завршија во септември минатата година и во април оваа година ја доставивме оцената за влијанието врз животната средина до Министерството за животна средина и просторно планирање. Во неа се представени влијанијата на нашиот проект врз животната средина и социјалните аспекти и начините со кои таквите влијанија ќе се ублажат. Во следната фаза, компанијата ќе ги изработи плановите за управување, со кои постојано ќе се следи нашата изведба. Тие се однесуваат на фазите на изградба и работење и периодот по затварањето на рудникот. Господине Бейкер, кај местното население кај Иловица и Штука постои опасност, односно стравување дека ќе биде загадено земјиштето, водите, воздухот. Има ли опасност рудникот кај Иловица и Штука да ја загади животната средина? This is understandable. It's a major project and people will have concerns. Таквата реакција е разбирлива. Се работи за голем проект и населението секако е загрижено. Имаме целосно разбирање за тоа и посветуваме големо внимание на тој дел од нашите активности. Создадовме можности за комуникација со локалната заедница за сите аспекти на проектот. Достапни сме за сите нивни прашања. Компанијата има информативен центар во село Иловица и локалното население може тамо да добие соодветни информации. Всушност, во изминатите неколку денови имавме серија на 3 настани на отворени денови, со кои ги поканивме заедниците на општините Босилово и Новосело, двете општини, на чија територија се наоѓа проектот. Ги поканивме да не посетат и да слушнат за плановите поврзани со проектот, да ги разгледат и нашите планови поврзани со животната средина, да постават прашања кои ќе бидат понатамо вклучени во идните развојни планови на проектот. Настанот го реализиравме заедно со меѓународни стручни лица и нивните партнери во Македонија, кои беа вклучени во сите фази од истражувањето на животната средина. Веруваме дека покажавме дека ефективно може да ги облажиме ризиците од влијанијата и дека придобивките далеку ќе ги надминат минималните влијанија од проектот. Реално, кога треба да започнат градежните работи, односно градежните активности и изградбата на капацитетите, а со тоа и експлоатацијата на рудата кај Иловица и Штука? Ако се оди според планираното, а во моментов не постои ништо што може да укаже на спротивното, очекуваме да започнеме со изградбата кога ќе ги поминеме сите фази на добивање на дозволите кон крајот на оваа година. Очекуваме дека ќе бидат потребни 2 години за изградба на проектот, а почетокот на производството го очекуваме кон крајот на 2018 или почетокот на 2019 година. Проектирањето и градежните работи ќе се изведуваат според највисоките стандарди и кога ќе биде изводливо, ќе користиме изведувачи и добавувачи од Македонија.
Проектот вклучува ископување на површински коп, постројка за подготовка на минерални суровини, многубројна инфраструктура, работилници, канцеларии, изградба на пристапен пат, далноводи, водоснабдување. Во однос на пристапниот пат по-конкретно, ќе изградиме нов пристапен пат до локацијата на проектот за да се избегне транспортот со тешки товарни возила низ околните села. Тоа е само еден добар пример за тоа како компанијата ги согледува влијанијата од проектот, особено социјалните аспекти, и презедовме мерки за соодветно справување со тоа. Господине Бекер, за крај, кои ќе бидат бенефитите од изградбата и функционирањето на овој рудник кај Ловица и Штука, како за локалната средина, така и за националната економија? Кои се вашите видувања? Потребно е да се знае дека се работи за голема инвестиција според сите стандарди. Дефинитивно најголемата во Македонија, многу години наназад во Источна Европа, а можеби и во цела Европа. Се работи за голем рударски проект, што ќе привлече големо внимание. Ќе даде придобивки за самата локална економија преку вработувањата и услужните дејности, кои ќе се создадат како резултат на работењето на рудникот. Тоа ќе представува и значителен пораз за националната економија во однос на надоместокот за приходи кои се остваруваат од продажбата на минералните суровини и даноците, и сметаме дека може да представува целосно обновување на локалната економија, секако во однос на работните места и услужните дејности потребни за работењето на рудникот. Од истражувањето на социјалните аспекти, како дел од оцената на влијанието врз животната средина, дојдовме до сознание дека многу млади луѓе го напуштаат регионот и не се особено заинтересирани за можностите кои ги нуди овој регион. Голем дел од нив заминуваат во Скопје, а исто голем дел од нив заминуваат и во странство. Сметаме дека инвестицијата како што е рудникот за злато и бакар и Ловица може да го поттикне интересот, ќе ги задржи локалните вештини, ќе понудиме работни места кои ќе опфатат од едноставни физички работни места до високотехнички професионални места. Со тоа е очигледно дека постојат економски придобивки, но сметам дека најголемата придобивка е зголемувањето на човечките ресурси и наследството кое ќе се создаде откако ќе се затвори рудникот. Луѓе со нови вештини и се надеваме подобра иднина. Господине Бекер, јас ви благодарам на ова интервју за ТВ Канал ВИС.